Нова издание, лавина реакции по идејата на Доналд Трамп за одложување на ноембриските избори. Исаијас прерасна во ураган и се заканува на Флорида со ветрови од над 130 км на час. Скриени последици од пандемијата, стравот, стресот и изолацијата имаат сериозно влијание на менталното здравје. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Почнуваме веднаш со најновите вести. Председателот на САД Доналд Трамп рече дека не сака да чека недели, месеци, дури и години за резултатите од изборите во ноември поради проблемите кои смета дека ќе се појават со гласањето по пошта. Претходно тој на Твитер предложи одложување на изборите, претпоставувајќи дека гласањето по пошта ќе ги направи најнеточни во историјата на државата. Председателот нема мог да ги одложи изборите. Согласно уставот, Конгресот има право да одлучи кога ќе се одржат, а законот предвидува тие да бидат првиот вторник во ноември. И републиканските и демократските законодавци отфрлија идејата на председателот. Анкетите покажуваат дека демократскиот председателски кандидат Џо Бајден води пред Доналд Трамп во клучните сојузни држави. Доктор Ентони Фаучи се враќа на Капитол Хил, објави Associated Press. Заедно со други виши владини здравствени експерти ќе сведочи пред специјална конгресна комисија за пандемијата со коронавирусот. Неговото сведочење доаѓа во време кога напредокот за сузбивање на коронавирусот е загубен и има неизвестност со пандемијата и незиното ширење. Националниот центар за урагани на САД соопшти дека тропската бура Исаијас зајакнала во ураган, движејќи се со ветрови до 130 км на час, додека пустоши по должина на Карибите. Associated Press доцна синоќа јави дека тропското невреме со силни ветрови го погодило Порто Рико, кое се уште се опоравува од други урагани и земјотреси. Раното откривање на вирусот може да помогне во спречување на ширењето. Германија веќе работи на нова иновативна метода – користење дресирани кучиња кои може да ја намирисаат инфекцијата. Известува Араш Арабасади. Неодамна на Академијата во Улмен, Германија, армиските тренери тестираа ново оружје во борбата против коронавирусот. Германската министерка за одбрана Анегрид Крамп-Каренбауер ја представи првата програма од ваков вид. Ова училиште е уникатно за војската, но дури и во меѓународен контекст, тоа е специјален ресурс што можеме да го понудиме. Тука не само што се обучуваат луѓето, туку кучињата и луѓето тренираат рамо до рамо. Кучињата не можат да го намирисаат вирусот, но може да откријат биохемиски промени во плунката. Овие кучиња покажуваат резултати кај примероци од 100 микролитри. Едноставно истражуваме дали кучињата можат да се користат за откривање на COVID-19. Не затоа што можат да го намирисаат самиот вирус, туку можат да ги намирисаат биохемиските процеси предизвикани од вирусот. Крамп-Каренбауер вели дека иако тестовите се охрабрувачки, студиите се во тек. Сега ги истражуваме следните чекори, како на пример, како да се прави разлика помеѓу коронавирус и грип или да се разликува активен носител. Тоа се прашањата на кои треба да се одговори и затоа ќе ни требаат повеќе месеци за да можеме да понудиме јасни резултати. Војни тренери на кучиња и Универзитетот за ветеринарна медицина во Хановер во моментов работат со најразлични раси на систем базиран на награди за секое правилно идентификување на заразената плунка. Коронавирусот има влијание и на менталното здравје. Стравот, стресот и изолацијата може да остават сериозни последици. На оваа тема Джеф Скајфорд разговараше со психолог. I wanted to be a therapist when I started going to college. I thought I was going to be a teacher. Сакав да станам терапевтка кога почнав на коледж. Прво сакав да бидам професорка, но зедов курс за психологија и ме фасцинираше таа област. Кај мене од секогаш доаѓаа луѓе да ми ги кажат проблемите, а јас сакам да помагам. I think I've always been someone that people go to as a sounding board, as like a helper. Сега сите работат од дома имаат повеќе време со семејството. Времето што го минуваа во патување од и до дома за декомпресирање, да заборават на работата за време на пандемијата го нема. Луѓето се под стрес, чувствуваат анксиозност и се соочуваат со тешкоти во воспоставување на нова рутина. It's really helpful for people to set a routine in their life. Just like when they were working, they had a routine. Рутината е важна. Будење во исто време, вечера,
и многу други нешта во денот. Мора да се направи простор за активности што ќе ве оддалечат од пандемијата, од стресот и од се она што е негативно во вашите односи со другите. Тоа навистина помага. So the stage that everyone's in now is, where do you go that's safe for me and for my partner or whoever I'm living with? Сите сме во фаза кога се прашуваме што е безбедно за мене, за партнерот или со кого и да живееме. Безбедно ли е некој да ви дојде во домот? Дали во тој случај треба да носам маска? Дали вестите се точни што ги слушам? Тоа уште повеќе зголемува анксиозноста. Обидете се да најдете место каде ќе можете да имате контрола врз телото или духот, каде ќе практикувате дишење за смирување и конечно да го тренирате мозокот да мисли што можете, а не што не можете да направите во моментот или во догледна иднина. There's a lot of financial anxiety right now. Има голема анксиозност предизвикана и од финансиите. Многумина ги загубија работните места или се на принуден одмор. Најважна работа е да бидете трпеливи, да сватите дека се работи за травматични времиња и криза и да мислите позитивно. Многу луѓе размислуваат на следниот начин: во ред, не можем да најдам работа. Што е доброто тука? Имам повеќе време со семејството, што никогаш нема да го имам. И обидете се да бидете благодарни за мали нешта. Домашните милници може да придонесат за подобрување на менталното здравје. За крајот на ова издание и на оваа работна недела една полежарна тема. Мики Трајковски од Охрид јавува за најнаградуваниот македонски одгледувач на канаринци. Пролетниот период, да речеме февруар-мај до мај месец, ние периодот кога ги размножуваме птиците, одгледуваме млади. На 25 дена некаде ги одвојуваме во своите родители и птиците одат на школување, каде што 4-5 месеци поминуваат еден период на школување. После тој период, значи крај август, почеток септембар, најдобрите птици почнуваат со тренинг, со испитување каков им е квалитетот и продолжуваме со надпревари. Низ оваа постапка мора да помине секој од птиците кои припаѓаат на светски признатата раса на канаринци Славујар. Нив ги одгледува криѓанецот Билги Најдинче, но школувањето е тешко и долго, објаснува тој. Одреден период тие поминуваат во големи кафези, каде се развиваат, но и учат различни мелодии од професионално изработена трака, која содржи околу 40 такви мелодии. 27 се обавезни која мора птицата да ги содржи и 13 слободни. Сите мелодии мора перфектно да ги испее, без грешка. Отколку ги одвоиме во помали кафези, птиците ги затемнуваме. Значи, буквално 24 часа се во темница. Кога ќе ги изведеме на првата светлина, тие почнуваат да пеат и да ги имитираат слушаните мелодии. Со нив, овој млад човек има освоено бројни награди на домашни и меѓународни надпревари, иако правилата за надпреварување се строги и не така лесно се стигнува до врвот. 2 пати бил шампион на Македонија и 2 пати балкански првак во 2017 и 2019 година. Но неговите планови не застануваат овде. Да продолжиме со успеси. Од оваа година званично можеме на секое светско да учествуваме и да го оставиме светското. Иако со одгледување на овие птици се бави уште од 2006-та, вели дека за него ова е само хоби, а многу помалку можност за заработка. По некои информации, Романија ги продава сите птици за арапски земји, кај што се и цените огромни. Ние тие цени не можеме никогаш да ги постигнеме. Една птица од прилика кошта 500 евра за таму. Кај нас, нивната цена е помеѓу 50 и 100 евра. Ако се одгледуваат во добри услови, нивниот животен век е околу 10 години. Станува збор за 5-та призната раса како пејачка птица во светот, која ги имитира дивите птици, а кои за време од 1 минута може да произведат и до 15 различни мелодии. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Може да најдете и на glasnaamerika.com, како и на Facebook, Instagram и Twitter. Уживајте во викендот. Поздрав од Вашингтон.